47.000 денари само за овој месец Сојузот на синдикатите на Македонија ги измери животните трошоци во земјава. Тоа е за некаде 8.000 денари повеќе за разлика од претходниот месец. Граѓаните мака мачат како да го дотуркаат месецот, а газдите никако да ги покачат платите, затоа што, како што вели стопанството, се наоѓаме во критичен и тежок период. На ова, но и на останати економски теми разговарам со потпредседателот на ССМ Иван Пешевски. Пешевски, добре дојдовте во вестите. Добар ден. 8.000 денари е зголемена минималната кошница за разлика од минатиот и овој месец. Трошоците постојано растат, меѓутоа платите никако да мрдат од мртва точка. Што барате? Барате повисоки плати, меѓутоа вашиот глас слабо се слуша. Така, за подсетување на вашите гледачи, Сојуз на синдикати на Македонија се уште е во отворен генерален штрайк, така што има одредени јавни претпријатија кои што се уште се во штрайк за поголеми плати и за едно усогласување на платите. Ова што го кажавте на почетокот, согласно нашите пресметки и официјалните што ги имаме од Државен завод за статистика, покажаат дека околу 40.000 денари е синдикалната кошничка, но ако го земеме фактот дека за минатиот месец инфлацијата е веќе 16%, искача 47.000 и нешто минималната потрошувачка кошничка за едно 4-члено семејно домаќинство. Тоа значи дека веќе инфлацијата од 16% толку ја надгриза платата, без разлика дали е тоа минималната или просечната, што повеќе две минимални плати далеку од тоа дека ја покриваат кошничката, ниту просечни минимална плата ја покриваат. Она што ќе бараме е усогласување нормално од 18,4% со платите од септември месец, со онаја тужба што ја најавивме и ќе оствариме преку нашите и меѓународните судови, бидејќи апелот од граѓаните дека повеќе не се врзува крај со крај во месецот. Имаме најава дека ќе се покачи струјата и другите енергенси, во меѓувреме храната вртоглаво ги смени цените во маркетите, ќе земеме најосновните продукти до леп, брашно, зејтин и така натаму. По нашите математики се е тоа преку 100% качување, така што сметаме дека и оваа цифра од 16% како инфлација не е реална, бидејќи и Државниот завод за статистика самото име кажува дека државата може би прави одредени отстапки или диктира некои цени што не соодействуваат со реалност. Ние сме сведоци и нашите работници кои што секојдневно пријавуваат во Сојуз на синдикати на Македонија дека повеќе со овие цени не се издржува. Она што го покаже синдикалната кошничка е во голем дел исти параметри од минатиот месец, меѓутоа кога ќе ги земеме горивата, енергенсите, како што кажав, и прехранбените продукти што се основни за функционирање на едно семејство, излегува дека е многу повеќе и од оваа сума. Навистина треба да се бара ново согласување на платите, секако дека повеќе и тоа барање од 2800 денари од наша страна нема да биде прифатливо, бидејќи цените во меѓувреме многу повеќе изедоа платата од она што беше и од страна на представниците на власта предвидувано и ветувано дека нема да дојде до таква инфлација, дека максимум годишната ќе биде 10%, меѓутоа ние од мај месец навака сме сведоци дека 10,5 беше најниската во мај, сето потоа отиде 14,5 за минатиот месец да биде 16%. Платите во овој момент платата како да ја нема онаа вредност која имаш изминатиот период. Храната може да кажеме дека комотно станува луксус, кој колку ќе ја дозволи наредниот период, останува да видиме. Вие барате повисоки плати, точно е, меѓутоа од владата како да нема никаква слуха. Да, навистина представниците на власта, не само премиерот и вице-премиерот и сите ресорни министри до финансии, до економија и до труд и социјала, апелираме да седнеме повторно на маса нешто да направиме, бидејќи не очекува еден социјален немири бунт. Она што следува во септември е дефинитивно неиздржување на крајот на месецот било кое семејство, особено имајќи ги трошоците сега кога ќе почнат учениците во училиште или студентите на факултет. Навистина македонскиот работник се сведе да нема средства доволни за преживување, а камоли за живење. Она што верувам дека ќе седнеме на масата го договориме, ќе бидат нови проценти, нови механизми, некое потрајно решение каде што со инфлацијата ќе се усогласуваат платите, а нема да се лажеме едни со други дека тоа ќе биде зголемување на платата. Навистина сега ако земете 20% поголема плата, ќе имате значително 4% покачување, а не 15%, бидејќи 16% веќе инфлацијата си ги нагризала со цените онаа вредност што сте имале на платата минатиот месец. Така, Пешевски, морам само да ве прекинам. Работниците генерално и сите знаеме и вие знаете, работниците бараат повисоки плати сега и одма кога е криза, кога е за жал
лоша економска ситуација. Да не бидеме да не биде сега песимисти, меѓутоа мислам дека наредните месеци кога ќе стигнат сметките за струја, Тоа ми беше особено прашање. во зимскиот период кога голем дел од граѓаните ќе треба да се греат на струја поради немање друг избор, ќе видиме колку немаат ефект тие субвенционирање што ги кажуваше владата или оние субвенционирање на платите. Да бидеме малку искрени, голем дел од приватните компании покачија плати. Меѓутоа тоа беше судир на интереси со работниците од проста причина што повеќе Македонија ќе остане без работници, па приватниот сектор некако прв се освести и голем дел од компаниите с големија плата. Меѓутоа голем дел од јавните претпријатија, поготово администрацијата каде што самата држава е работодавач на тие претпријатија и на таа администрација, навистина треба да има во предвид дека треба да се зголемуваат платите согласно порастот на минималната плата. Она минимална плата што беше договорена во март од 18.000 денари, имајќи ја во предвид инфлацијата од 16%, повторно ја вративме на 15.120 денари, колку што си беше. Така, значи не сме направиле ништо како социјален партнер и затоа апелираме и ќе повикуваме во најбрзо време да се коригираат овие пари, да се надокнадат како средства на секој семестр. Ваква висока стапка на инфлација не паметиме од раните 90-ти години, меѓутоа конкретно прашањето ми е кога споменавме за поскапување на струјата, сега од наредниот месец и парното ќе биде зголемено за 14%, еден буквално куп натрупани Тоа е еден давачки. таков зачаурен круг што кога ќе се поскапи една работа автоматски повлекува и друго. Сето почна со покачување на нафтените деривати, нормално дека целиот транспорт на било она што го купуваме и пазариме по маркетите доаѓа со одреден вид транспорт, без разлика тоа дали е бродски транспорт, возови, комбиња, сето тоа си повлече да се покача цените. Меѓутоа далеко од тоа дека инфлацијата се виновни граѓаните со тоа зголемување на минимална плата како што предпоставуваа некои експерти од економската сфера, дека ради минималната плата ќе се покачи инфлацијата. Напротив, можеби и војната во Украина и здравствената криза која се уште имаме од COVID-19, сакам да кажам дека работникот е најмалку виновен за овие трошкови што ги најголемите последици. Единствено работникот ги трпи овие последици. Има голем дел од работодавачите кои што исто се соочуваат со проблем, меѓутоа затоа имаме здружение на работодавачи и синдикати, секој треба да седне на маса да ги судриме интересите, се во интерес на подобро да се живее во државата, без разлика дали си работодавач или работник, затоа постои тој економско-социјален совет, каде што ние како представници на синдикатите до последно сакаме и ќе го браниме интересот на вработените. Има ли некаков слух досега од владата за нова средба, за нови поволности, бидејќи еве буквално споменавме и во целиот разговор цените замина буквално до плафон и на никој око не му трепнува искрено. Да бидам искрен, до крајот на овој месец, ако нема, ќе бидеме приморани повторно да блокираме улици и цел град, не само со генерален штрек, туку и со протести, бидејќи до сега немаме никаков повик за продолжување на преговорите онаму каде што запревме. Ако е одговорот дека касата е празна, барем нека искочат представниците на власта, тоа да го соопштат на граѓаните, а не да бараат вина во нив на сето она покачување што веќе им го направија.